Здраво, пријатели! Добре дојдовте на уште едно вакво видео на каналот Татунчо. Кога на почетокот велам здраво, пријатели, тоа е затоа што некако ми доаѓа непријатно да кажам добар ден, драги гледачи или слични работи, затоа што овие видеа и овој канал го доживувам како едно големо дружење, така што ќе ми дозволите да продолжам и понатаму да ви се обраќам со пријатели кога ги почнувам моите видеа. Денеска би сакал да зборувам за една работа која што оди во контекст на оно што го кажав пред неколку видеа кои што беа исто во оваа форма, каде што реков дека вистината се крие на јавно место. Односно, вистината е видлива, само многу пати е така замаскирана што навидом изгледа како нешто друго. Оние што го гледале видеото со Вангел Божиновски сигурно знаат дека на едно место Вангел Божиновски, зборувајќи за Римската империја, рече дека тоа не е држава, дека не било држава, туку дека била една голема мултинационална компанија. До тогаш ни јас не го набљудував тој феномен така, но одеднаш ми светна дека навистина е така, дека всушност ние немаме римски народ. Немаме нешто што би значило основа јадро на римската држава. Лацио и Рим како град се многу мал регион во Италија и тие се основата на се оно што значи после римска експанзија, а дека сите луѓе кои што биле римски граѓани, односно државјани, биле латини, тоа ние далеко не можеме да се согласиме дека е така. Но од друга страна, Рим како таков успеал да наметне матрица, како културолошка, така политичка, така и методолошка, ако сакате, културолошка, архитектонска, цивилизацијска, со која што секоја на територија која што било освојувана од Рим, била латинизирана на тој начин. Во смисол се одело на културоцид и етноцид, се уништувале локалните јазици, се уништувале локалните навики, обичаи, религии, верувања и се наметнувало оно што значи римски пантеон, римски начин на живот, градовите бивале приуредени, значи се градал некој голем храм на некој од римските богови, се воспоставувал тој римски даночен систем, нели, Цезаревата на Цезар, и се станувало унифицирано. Образецот на Рим подоцна го следи оно што ние го знаеме како западна цивилизација денеска. Значи, дали е тоа Европа и Европската Унија, дали е тоа Америка, дали се тоа другите големи држави, Велика Британија, Британската империја, Канада како една огромна држава, сето тоа го следи примерот на Римската империја. И всушност ние имаме привид дека живееме во некакви држави, а нашите држави всушност не се ништо друго туку ДОО, друштво со ограничена одговорност, мали компании кои што се дел од големата корпорација. И сега, овде ќе застанам малку, пред да дојдем до западната цивилизација, ќе се префрлиме на исток. Во 1990 година, една исто така голема компанија прогласи стечај. Тоа беше Советскиот сојуз. Советскиот сојуз беше компанија која што како најголема компанија во себе ја имаше Советска Русија, но исто така вклучуваше земји, нели, како денешна Украина, Азербејџан, многу други земји, значи балтичките земји ги вклучуваше и така натаму, за дека сето тоа во 1990 година едноставно прогласи стечај и да речеме главнината на компанијата концентрирана околу Русија почна да функционира како една помала компанија, додека другите компании им беше овозможено малку да
фатат свој пат или да се приклучат кон други компании. Така што знаеме дека Балтичките земји отидоа во другата, значи отидоа со западната корпорација, дека станува збор за корпорација, а не за доброволен сојуз на народи. Ги имаме примерите на Полска, на Чехословачка и на Унгарија. Значи и во Унгарија, и во Чехословачка, и подосна веќе во Полска ја губи силата Советскиот сојуз, беа пратени воени трупи за да се задушат локалните сепаратистички и движења за независност. Движења кои што сакаат да добијат, нели, да издвојуваат независност за своите земји. Тука имаме Прашката пролет, тука имаме движењето Солидарност во Полска и настаниот 56-та година во Унгарија, каде што буквално, нели, советски војници на улиците на Будимпешта и други градови ги спречува значи движењата за независност на Унгарија. Што значи можеби некој ја проявил идејата за независност, за слобода, за да се биде свој на своето, но во економијата работите не функционираат така. Во економијата имаме некој кој што се вика собственик. И собственикот го полага правото на собственост и не го интересира што мисли собственост, макар таа собственост била огромна бројка на граѓани. Значи тоа е ирелевантно за собственикот. Значи во 90-та година тој систем се распадна и имавме период во кој што мислевме дека единствената матрица која што обстојува е западната матрица и сите некако мислиме, ние спонтано поитавме кон тоа да сакаме да станеме дел од НАТО, Европска унија, да бидеме дел од тој западен свет. Ние сме дел од тој западен свет затоа што функционално припаѓаме таму. Тоа припаѓање таму, значи на Македонија како територија, подоцна и како држава, ми се чини дека датира од времето на Авној. Значи зборуваме уште периодот на Втора светска војна, каде што мислам дека во тие преговори и договори Тито Черчил е дозволено на територијата на денешна Македонија да се формира држава во склоп на Југославија. Ветено е дека нема да се чепкаат другите делови, значи нема да се чепка Егејска Македонија, дека нема да се чепка Пиринска Македонија. Благодарение на тоа, во рамки на Југославија е дозволено да се формира Македонија. И овде, значи, што се однесува до нашето формирање држава во 40-тите години, морам да нагласам дека заради склоп на околности, затоа што германската војска се повлекуваше од југ на север, ние имавме можност со собствени сили да ја ослободиме Македонија и благодарение на тоа нормално имаше капацитет тогаш да се формира држава и се формираше држава. Но уште тогаш, значи Тито како голем играч не има сместено, има подпишано во наше име дека ќе бидеме на оваа страна. Тоа подоцна се формализира со договорот помеѓу Југославија, Грција и ми се чини Турција, да, каде што практично Југославија станува асоцијативен член на НАТО. Мислам дека договорот е од 58, значи сега зборувам вака на памет и точните датуми не ги знам. Значи асоцијативен член на НАТО. Југославија станува дел на НАТО и подоцна, значи целата поставеност на Југословенската народна армија се базира на системите на НАТО. Но ние во тој западен систем сме една мала подружница наречена до Македонија. Друштво со ограничена одговорност Македонија. И сите наши политичари се само еден вид на управители кои што се менуваат. Дека собственоста е таму горе некаде. Дали е тоа Брисел или Вашингтон,
помалку е важно, може би да не е ни едниот ни другиот центар, но ние сме поврзани со тој центар. Ама трагичното во целава ситуација е што ние како држава не сме ни толку важни. Поголеми држави од нас го имаат истиот тој однос. Германија, Франција, Италија, сите тие се однесуваат како подружници на големата компанија. Затоа што е подпишано дека ќе бидат таму, дека ќе бидат такви какви што се. И затоа гледаме чудни политики кои што можеби германскиот народ, италијанскиот народ не ги сака во својата држава, но мора да се спроведуваат тие политики затоа што економската целисходност на компанијата го наметнува тоа. Компанијата не ја интересира дали внатре ќе има повеќе цркви или џамии. Не ја интересира дали ќе се зборува повеќе францускиот или арапскиот јазик. Без да, или кажам, кој е повреден или помалку вреден, небитно. Дали на улиците на Берлин ќе се зборува арапски или ќе се зборува германски. Компанијата тоа не интересира. Компанијата интересира профитот да функционира во најдобра можна мерка. Значи, и затоа политичарите на овие земји кои што многумина мислат дека еве Ле Пен или Мелони во Италија се суверенисти, не знам што. Тие глумат суверенисти затоа што тоа е драмата која што треба да одиграат за да добијат гласови. Кога ќе добијат гласови, како што беше со Мелони, таа ветуваше брда и долини. Кога ги доби гласовите, отиде во Брисел, отиде во Вашингтон и ја прочитаа молитвата и кажа од сега па натаму така функционира. Да не зборуваме за тоа колку брифинзи имаат значи премиерите и министрите кои веќе доаѓаат на позиција со тајните служби, и тајните служби им читаат молитва. Кажуваат луѓе, рамката во која што вие се движите е таа. Немој случајно на некој да му паднало на памет да излезе од таа рамка, не знам, да отиде сега и да преговара со не со Русија, со Иран да преговара, да фати авион и да отиде во Техеран и да преговара со Иран. Такво нешто, таква автономија, може би главниот управител може да си ја дозволи, како што правеше своевремено Трамп, па преговараше со Северна Кореја, преговараше со талибаните во Афганистан. Значи, такво ниво на независност. И на чуден начин, тоа е нешто што треба се уште да го одгатнеме, таква една автономија се уште се дозволува Ердоган. Се гледа дека можеби Турција каква таква се уште има ниво на акционерско друштво, а не на подружница, односно на ДОО. Значи, од другата страна, нели, се создаваат повторно исто она што го нарекуваме БРИКС, и тука станува збор за еден вид на компанија или збир на компанији кои што само односите со кои што се регулираат внатрешните односи се различни од овие западните. Тоа не значи дека не функционираат како компанија. Имаат само различни принципи и односи на делување. Од друга страна, не треба да нагласувам дека не треба да се занесуваме со преголема идолатрија на тој свет, затоа што ако зборуваме за тој свет, еве Кина предначи во се она што значи трансхуманизам, во се она што значи масовна контрола, социјални кредити, дигитални пари и така натаму, така што тоа не е свет со кој што јас лично би се поистоветил или би го наблюдувал како свет кој што е светот на иднината. Тоа е моje лично мислење. Но, да се вратиме на тоа, на компанијата. Значи, ние сакаме да влеземе, односно сакаме конечно од партнерски однос, од придружен однос да влеземе во полноправно членство во таа, како подружница во таа голема компанија, но проблемот кој е? Проблемот е што ние немаме капацитет. Но тој капацитет, ако влеземе, ако не соберат во таа компанија, многу пати сме зборувале, 2 милиони, онака, копи-пейст да не стават во Париз, или во Лондон, или во Берлин, или било каде, ние значителна разлика нема да направиме. Но, проблемот кај нас е што ние сме премногу неспособни. Внатрешните економски односи
На кого останува да бидат уредени? На нас останува. А ние сме задлабочени во корупција и таа корупција го разорува општеството на сите нива. Внатре во нашата малечка ДОО и нормално ние се движиме и понатаму кон една состојба на стечај. А кога ќе биде состојбата на стечај прогласена, што се случува? Доаѓа една поголема компанија, ја купува за помали пари малата неспособна компанија и воведува своји правила. Ако односите помеѓу државите, големи, мали, какви и да се, почнете да ги анализирате како односи помеѓу трговски субјекти, како компании, ќе ви се отворат сосема различни видици од оние што ги имаме до сега за државите, за политиката, за геополитиката и за се останато. Суверенитетот е идеологија и идеал со кој што не залажуваат. Никогаш не постоело такво нешто. Зошто? Затоа секогаш во овие 5000 години цивилизација системот кој што владел бил робовладетелски. Тоа значи дека има робовладетели и има робови. Ако пред 3000 години или 2000 години во времето на Римската империја робовите биле врзувани со синџири и биле шибани со камшици, сега тоа нема потреба да се прави така, затоа што си има технологија со која што ние сме врзани многу полошо. Отворете го вашиот новчаник и извадете ги сите оние пластични картички кај што вели Visa, Mastercard или било што. Тоа се вашите окови. Тоа се моите окови, тоа се нашите окови. Ние сме врзани во тој систем. И за разлика од она класично робовладетелско општество, ние мораме да работиме и од заработеното да го платиме се она што е потребно за нас живот. Значи да платиме живеалиште, да платиме транспорт, да платиме храна и на крајот на криштата сваќаме дека ние работиме за да работиме. Работиме за да плакеме за да работиме. Многу малку, речиси, ништо не останува наше. А она малку што останува наше се потрудуваат со оној невидлив данок, наречен инфлација, да ни го украдат. Дали некаде сте подпишале дека се согласувате да има инфлација? Не сме подпишале никаде. А има инфлација и платата што сме ја заработиле вчера, кога доаѓа ред да ја трошиме денес, вредноста на таа плата, односно куповната моќ, гледаме дека е ослабната, што значи некој од некаде ни има украдено вредност. Тоа што на мојот канал оние кои што сакаат малку повеќе да листаат наназад има едно огромно видео, значи го работев во 3 или 4 дела и после ставено во една целина, се вика робовладетелство, комплетно видео или целосно видео. Таму правев истражување за тоа како е од почетокот на цивилизацијата па наваму. Се сведува на тоа дека се менувала технологијата на владење. Компанијата и поместувала своите седишта, некогаш седиштето било во Вавилон, некогаш било во Египет, некогаш било во Рим, некогаш било во Цариград. Подоцна тие седишта се поместуваат кон Европа и сега во поново време, во 20 век, отаде Атлантикот. Може би тоа седиште еден ден ќе биде во Пекинг или ќе биде во Москва, небитно. Таа голема компанија или тие неколку големи компании владеат со планетата и повторувам, ако некогаш не држеле во покорност со синџири и со камшици, после тоа се случила револуцијата наречена феудализам. Што се сменило? Се сменил фактот дека селанецот го немал статусот на роб на кој што мора да му стои врзан огламникот на вратот, но зависноста од големиот господин кој што стои во замокот и кој што се облекува убаво, јади, пие убаво и полага сопственост на целата земја и понатаму продолжи. Во капитализмот повторно имаме една зголемена
технолошки унапредена форма на владење, каде што капиталистот тој кој што ги поседува парите, со парите полага право на ресурсите, пред се на ресурсот човек, значи кој што е потребен за работа. И на некој чуден начин во една мала група на луѓе се концентрира голема количина на капитал, а тој капитал овозможува владење со масите. За оние кои што се љубители на социјализмот и комунизмот, тоа е само државна форма на капитализам. Ништо поразлично. Само што собственоста наместо да е во рамките на поединци, приватни поединци, е во собственост на државата. Таа држава е управувана од мала група на поединци, наречена Централен комитет, така што му доаѓа исто. И сега доаѓаме до најновото време, времето на дигитализацијата, каде што буквално она што значи разлики помеѓу државите, граници, сето тоа станува неважно. Планетата станува премала и е потребно да се срушат сите бариери во таа смисла, за да може контролата да биде целосна и ефикасна. Затоа што просторот веќе не е физичкиот простор, просторот е сајбер просторот, значи интернетот. Тука се случуваат работите. И затоа постоењето на многу валути веќе станува гломазно. Затоа сакаат унифицирани валути, затоа се воведе еврото. Затоа на американскиот континент се планира да се воведе амеро, како преодни фази до таа заедничка дигитална валута на Централна банка, која што ќе биде една банка за цел свет, нешто во стилот на Светска банка, каде што ќе нема комерцијални банки, сите наши лични сметки ќе бидат поврзани со таа Централна банка и нормално степенот на контрола кога нашите средства, финанси ќе бидат тамо некаде на некој сервер, каде што ќе може со еден клик да ни бидат одземени, контролата ќе биде што е можно поголема. Значи, полагање надеж во оно што значи држава е наивно. Ама од друга страна, ние сме човечки суштества и како такви сме непредвидливи. Полагање надеж во непредвидливоста на човечкото суштество, во емпатијата кај луѓето, во желбата да се живее заедно, да се живее во заедница, да се живее со ближните своји, да си се помагаме. Создавање мали заедници кои што еден ден ќе можат да се препознаат со други мали заедници, да речат ние споделуваме исти вредности и се спротивставуваме на хегемонот наречен голема империјална држава или голема империјална компанија. Тоа кое што мислам дека е во суштината на решението кое што мене ми доаѓа на ум. Што значи, тука нема да помогнат нити политичари, нити големи економисти, нити големи мислители. Тука ќе помогне само реалниот живот, каде што секој од нас ќе се соочи со реалните проблеми на дневна основа и тие реални проблеми ќе не одведат до реални решенија. Нема да има смисла ние да плаќаме преголеми даноци, за со тие даноци се купуваат оружје, за тие оружје да бидат пратени на другата страна на светот, за да се убиваат деца, жени и невини цивили во име на некакви си вредности, кои што се вредности и невредности. Така, малку ја проширив темата, се надевам дека поентата стигна до вас, се надевам дека ова размислување ќе допринесе да се отвори искра на поинакво размислување од оно што е меинстрим. И како што реков и вчера, ако во нешто не се согласувате со мене, слободно напишете го тоа во коментар, кажете што мислите, кажете зошто не се согласувате со мене. И тука сме да разменуваме идеи. Јас само уште ова би сакал да го додадам вчера на Facebook, бидејќи неколку мина ме замолија каква е можноста да се
направи join на каналот. И јас на Facebook ја објавив информацијата. И нормално, освен тоа што имаше многу лајкови, луѓе се заблагодарија за споделената информација, имаше и тролови кои што со нивните досетки сакаа да го исмеат тоа, као демекеве сега сакам јас да станам милионер. Не сакам да станам милионер, како што можете да забележите, возам и одам на работа. Одам да си го заработам својот леп. Така што тоа што го нуди опцијата Join е нешто символично, за кое што повеќе пати ви вам кажано, не може да го покрие дури ни времето посветено за правењето на видеата. Така што јас тој тип на тролови кои што сакаат да дадат своја досетка за објавите, го замислувам вака. Незадоволна личност која што во десната рака го држи телефонот и скрола по Facebook, во левата рака го држи сендвичот кој што е земен за како награда за учество на партиски митинг, и додека виси тамо на партискиот митинг, за да си ја изрази нервозата, доаѓа на канали како мојот и коментира. Јас коментари не бришам каде што нема очигледно користење на безобразни зборови или навреди, така што нека стојат тие коментари за да зборуваат за типот на луѓе кои што ги даваат тие коментари, и тоа треба да им служи на нив на чест. Моја е да ги сработам работите, а нормално дека јас ке работам, а хејтерите ке хејтаат. Јас сега одам да работам, ви благодарам што бевте со мене и со каналот Татончо. Секој добро.